Аладин. Некогаш одамна си живееше едно момче по име Аладин. Татко му, кој беше кројач, си умре од мака, зашто син му беше мрзлив безделничар. И покрај тоа, Аладин не се промени. Еден ден на Аладин му прииде еден непознат човек кој го праша колку години има и дали е син на кројачот Мустафа. Да, господине, рече Аладин, но татко ми умре пред неколку години. Колку личиш на него, му рече непознатиот човек кој беше волшебник. Јас сум брат на татко ти. Кажи и на мајка ти дека ќе дојдам да ве посетам. Аладин отрча дома и кажа на мајка си за новооткриениот стрико. Татко ти имаше брат, му рече таа. Мислевме дека умре. Како и да е, таа приготви вечера за гостинот кој наскоро пристигна. Не чудете се што не ме познавате, им рече волшебникот. Бев надвор од земјава 40 години. Кога стрико му разбра дека Аладин не работи, му понуди да отвори дуќан и мајка му да се гордее со него. Следниот ден волшебникот го зеде Аладин и му купи нови алишта. Мајка му беше пресреќна кога си го вида синот дотеран. Следниот ден волшебникот го одведе Аладин надвор од градот. Одеа долго и стасаа до планините. Најпосле запреа во една мала долина. Нема да продолжиме понатаму, му рече тој. Собери гранки, а јас ке запалам оган. Кога огнот блесна, волшебникот фрли прав во него и кажа неколку волшебни зборови. Земјата се затресе и низ чадот се појави камена плоча со бронзена рачка. Аладин тргна да бега од страф, но волшебникот го сопре. Не плаши се, му рече. Под каменов се крие богатство. Ке биде твое ако постапиш точно како што ќе ти кажам. Кога го слушна тоа, Аладин заборави на стравот. Следејќи ги упатствата на волшебникот, тој ја фати бронзената рачка и ја повлече, изговарајќи ги имињата на татко му и дедо му. Камената плоча лесно се отвори и се покажаа скалила што водеа надолу. Оди долу, му рече волшебникот на Аладин. Ке најдеш на ходник што води до 3 големи сали. Завиткај се со наметката и мини низ нив. Не допирај ги ѕидовите, оти веднаш ке умреш. Скалите водат до една градина полна со овошки. Мини низ градината додека не стасаш до еден камен столб на кој стои една запалена ламба. Истури го маслото од ламбата и донеси ми. Тогаш волшебникот го извади прстенот и му го даде на Аладин. Аладин ги следеше упатствата што му ги кажа стрико му. Ја зеде ламбата и тргна да се враќа низ градината, собирајќи овошни плодови од дрвјата. Аладин само што стигна до излезот на пештерата. Волшебникот почна да вика: "Побрзо, дај ми ја ламбата." Аладин одби да го послуша бидејќи се уште не беше излезен. Волшебникот се разгневи, фрли прав врз огнот и повторно изговори волшебни зборови. Камената плоча почна да се затвара, заробувајќи го Аладин во пештерата. Волшебникот се замина некаде далеку во друга земја. Тој не му беше стрико на Аладин, туку злобен волшебник кој читал за ламбата во своите книги. Знаеше дека мора да биде извлечена од туѓа рака. Го одбра Аладин и имаше намера да го убие откако ќе ја земе ламбата. Аладин остана заробен во темнината и плачеше 2 дена. Очаен што се најде таму, ги собра рацете и почна да се моли. Додека се молеше, Аладин го триеше прстенот на волшебникот кој заборави да му го земе. Неочекувано, еден огромен дух излезе од ламбата велејќи: "Јас сум слуга на прстенот. Каква желба имате?" "Спаси ме од овде," му одговори Аладин. Камената плоча почна да се отвара, па Аладин излезе надвор и си појде дома. Аладин и раскажа на мајка си за измамата на волшебникот.
и ги покажа ламбата и овошните плодови што ги набра, кои всушност беа скапоцени камења. Мајка му сакаше да сготви нешто за јадење, но немаше ниту храна, ниту пари. Па Аладин рече дека ќе ја продаде ламбата. Таа беше многу валкана, па тој почна да ја трие со ракавот за да ја исчисти. За миг се појави голем дух. Тој се поклони и рече: "Заповедајте." "Дај ни нешто за јадење," рече Аладин. Духот за миг нареди јадење во сребрени чини и бокали. Аладин и раскажа на мајка си се за пештерата, за прстенот и за ламбата. Отпрвин таа го молеше да ги продаде, но тој ја убеди дека ќе имаат полза од нив. Откако се најадоа, ги продадоа сребрените садови. Аладин и мајка му живееа така со години. Ќе ја изедаа храната што им ја принесуваше духот, ќе ги продадаа сребрените садови и живееа со парите додека не им требаа повеќе. Еден ден, султанот нареди сите да останат дома и да ги затворат капаците. Принцезата ќе одеше в бања и никој не смееше да го види лицето. Но Аладин се скри близу бањата. Тој за миг го виде лицето на принцезата кога таа го тргна превезот додека влегуваше внатре. Таа беше толку убава што Аладин веднаш се влюби во неа. Аладин и кажа на мајка си дека има намера да го праша султанот дали ќе му ја даде својата ќерка за жена. Мајка му се изнасмеа, но Аладин ја наговори да оди кај султанот и да му го каже предлогот. Таа ги зеде скапоцените камења од овошките во пештерата и ги завитка во платно. Цели 6 дена мајка му остана во султановиот хол, чекајќи да ја прими. Конечно, султанот му рече на еден од везирите: "Ја гледам онаа жена како чека 6 дена, чувајќи нешто грижливо завиткано во платно. Ако е тука и утре, праша ја што сака." Следниот ден, Аладиновата мајка ја повикаа кај султанот. "Кажи ми што сакаш, добра женичке," и рече султанот. Мајка му на Аладин се колебаше, па султанот нареди сите да излезат, освен везирот, ветувајќи дека нема да се навреди што и да му каже. Таа му кажа за љубовта на нејзиниот син спрема неговата ќерка, ги одвитка скапоцените камења и му ги покажа на султанот. Султанот се воодушеви од скапоценостите, се сврте кон везирот и му рече: "Види колку дава овој човек за ќерка ми. Секако, јас треба да им дозволам да се земат." Но везирот сакаше да го ожени својот син за принцезата. Го убеди султанот да почека 3 месеци пред да даде дозвола. Везирот се надеваше дека ќе најде поскапоцен подарок и ќе го ожени синот за принцезата. Султанот се согласи со Аладиновиот предлог, но и кажа на мајка му, на Аладин, дека мора да почека 3 месеци. Аладин чекаше. Минаа 2 месеци и еден ден дозна дека жителите на градот прославуваат нешто. Вечерва, синот на везирот ќе се ожени со султановата ќерка, му кажаа тие. Аладин ја зеде ламбата, ја протри и духот излезе пред него велејќи му: "Која е твојата желба?" "Султанот го прекрши ветувањето," му одговори Аладин. "Принцезата ќе се омажи за синот на везирот. Донеси ги тука вечерва." "На твоја заповед, господару," му рече духот. Според законите на градот, младенците не смееа да се венчаат пред да минат една ноќ заедно. Ноќта духот ги донесе принцезата и синот на везирот во Аладиновата куќа. "Изнеси го надвор овој човек," му заповеда Аладин на духот, "и врати го на изгрејсонца." Духот го изнесе синот на везирот надвор, оставајќи ја принцезата со Аладин. "Не плаши се," и рече тој, "ветена си ми мене и ништо лошо нема да ти се случи." Принцезата беше будна цела ноќ. Беше преплашена да заспие. Изутрината духот го зеде,
изземнатиот младоженец па со принцезата ги врати во дворецот. Кога дојде султанот да им посака добро утро, синот на везирот и принцезата изгледаа очајно. Таа не проговори со татка си, но на мајка и кажа како била однесена во некоја чудна куќа, а синот на везирот бил исфрлен надвор. Мајка ја смири, велејќи дека сонувала. Но се случи истото и следната ноќ. Следното утро принцезата му кажа на султанот што се случи. Синот на везирот одби да се ожени со принцезата, велејќи дека попрво би умрел отколку да мине уште една слична ноќ. Аладин ја прати мајка си кај султанот за даденото ветување, но султанот одби да се придржува до него. И рече на Аладиновата мајка: син ти би можел да се ожени со ќерка ми, но првен ќе мора да ми прати 40 златни кошници полни со скапоцени камења, носени од 40 слуги, кои ќе ги придржуваат уште 40 слуги, сите облечени во величествени алишта. Мајка му на Аладин стигна дома мислејќи дека се е загубен. Но Аладин го повика духот од ламбата и веднаш се појавија 80 слуги, од кои 40 носеа златни кошници полни со скапоцени камења. Заедно заминаа со мајка му на Аладин. Сите љубопитно ги гледаа. Мајка му на Аладин влезе во дворецот и му се поклони на султанот. Султанот рече: кажи му на син ти дека го чекам со расширени раце. Аладин го повика духот. Сакам миризлива бања, везена облека, убав конј и 20 слуги. Сакам 6 слуги да ја чекаат мајка ми и дај ми 10.000 златни прачки сместени во 10 торби. Така бидна. Аладин се качи на својот конј и одјава до дворецот, следен од слугите кои фрлаа златни прачки на одушевениот народ. Султанот го пречека Аладин и му рече да се ожени со ќерка му уште истиот ден, но Аладин му рече дека првин ќе изгради дворец за принцезата. Аладин му рече на духот: изгради дворец од најубав мермер и украси го со скапоцени камења. Направи сала со купола во средината и со златни сребрени ѕидови. На секој ѕид направи прозорци од дијаманти и рубини. Треба да има конјушници, коњи, конјушари и слуги. Дворецот беше готов следниот ден. Аладин и мајка му отидоа во султановата палата. Ги пречекаа свирачи и танчари. Принцезата беше удушевена од убавиот Аладин. Му рече дека со големо задоволство ќе го прифати ветувањето на татка си и ќе се омажи за него. Танцуваа за време на свадбената прослава до полноќ, а потоа се вратија во дворецот на Аладин. Следниот ден Аладин го покани султанот да го разгледа дворецот. Султанот беше одушевен, но љубоморниот везир му велеше дека сето тоа мора да е направено со магија. Сепак, Аладин го освои срцето на султанот и го постави за командант на неговата војска. Следните неколку години Аладин среќно се живееше со принцезата и освои многу битки за султанот, но сепак остана скромен и љубезен. Но некаде далеку злобниот волшебник го запомни Аладин. Се разгневи кога разбра дека Аладин излегол од пештерата, дека се оженил со принцезата и живее убав и раскошен живот. Тој свати дека тоа се случило благодарение на ламбата и реши да му ја одземе. Сакаше целосно да го уништи Аладин. Кога пристигнаа во градот, волшебникот разбра дека Аладин е на лов. Отиде на пазар и купи дузина нови ламби, ги стави во кушницата и се преоблече како препродавач. Стигна до дворецот на Аладин и викна: нови ламби за стари! Жителите му се подсмеваа на мизерната понуда. Принцесата се седеше во градината кога го слушна смеењето. Го испрати слугата
да види за што станува збор. Кога слушна дека некој трговец заменува стари за нови ламби, му рече на слугата да ја земе старата ламба од полицата и да ја замени. Тоа беше токму волшебната ламба на Аладин, која тој не можеше да ја понесе со себе на лов. Сред смејата на луѓето, слугата ја направи размената. Волшебникот веднаш избега од градските порти, почека да се стемни и ја протри ламбата. На негова заповед, духот го премести дворецот заедно со принцезата многу далеко. Султанот беше шокиран кога виде дека дворецот на Аладин исчезна. Го праша везирот што се случило, а љубоморниот везир му рече дека тоа е дело на магија што се казнува со смрт. Султанот ги прати војниците да го најдат Аладин и да го врзат со синџири. Но луѓето го сакаа Аладин и го следеа до дворецот на султанот. Султанот нареди да му се пресече главата на Аладин, но народот се стави во негова одбрана. Луѓето толку се разгневија што султанот мораше да ја повлече наредбата. Аладин го молеше да му каже што сторил. "Каде е ќерка ми?" гневно го праша султанот. "Најди ја или ќе ја изгубиш главата." Аладин го замоли да му даде 40 дена да ја најде. Ако не успее, му вети дека ќе се врати и тогаш султанот може да прави што сака. Султанот се согласи и Аладин појде да ја бара принцезата. Аладин луташе со денови. Никој не можеше да му каже што се случило со неговиот дворец. Стаса до една река и во очај реши да се фрли во неа. Клекна да се моли, но молејки се го протри магичниот прстен кој се уште го носеше. Се појави духот на прстенот и го праша каква желба има. "Врати ми го дворецот," му рече Аладин. "Ја немам таа моќ," му одговори духот на прстенот. "Само духот од ламбата може да го стори тоа." "Можеш ли да ме однесеш до дворецот, до прозорецот на жена ми?" го праша Аладин. Аладин се најде некаде далеку под прозорецот на принцезата. Кога таа го здогледа, се одушеви и го опсипа со бакнеж. "Кажи ми, љубов моја," ја праша Аладин, "што се случи со старата ламба што ја оставив на полицата?" "Сето ова е моја вина," му рече принцезата. Му раскажа за размената на ламбите. "Волшебникот ја има, сака да се ожени со мене и ми рече дека татко ми ти ја отсекол главата, но јас го одбив." Аладин појде во блискиот град. Купи прав и скришум го внесе во дворецот. "Облечи се во убав фустан и преправај се дека си ме заборавила," и рече тој. "Покани го да јадете заедно и понуди му вино. Потоа ќе ти кажам што да направиш." Принцезата го облече својот најубав фустан и го покани волшебникот. "Решив повеќе да не тагувам по Аладин," рече таа. "Ајде да јадеме заедно и да се напиеме од вината што ги има во твојава земја." Волшебникот беше заслепен од незината убавина и насмевки, па отрче во винската визба. Во меѓувреме во неговата чаша принцезата стави од правта што ја даде Аладин. Кога се врати волшебникот, го испи виното и се струполи мртов. Аладин веднаш ја зеде ламбата и му рече на духот да ги среди работите. Колку се израдува султанот кога виде дека ќерка му е жива и здрава. Аладин се надеваше дека пак ќе живее спокојно, но не беше така. Братот на волшебникот, кој беше позлобен и поитар, дојде да се одмазди. Тој украде алишта на свештеничка и дојде во палатата на Аладин, криејќи го лицето со превес. Се собра народ околу него. Мислеа дека е вистинска свештеничка, барајки благослов. Принцезата ја слушна вребата и го прати слугата да види што се случува. Слугата ѝ рече дека дошла свештеничка која има моќ да ги лечи луѓето со топир. Принцезата ја покани лажната свештеничка во палатата. Братот на волшебникот прошета низ неа и рече дека е многу убава.
Сепак, рече тој, овде нешто недостига. Што недостига? Праша принцезата. Треба да ставиш јајца од мистична птица рух на куполата. Тоа ќе биде светско чудо, одговори лажната свештеничка. По ова принцезата се опседна да најде јајце од рух. Му кажа на Аладин дека незината среќа во дворецот е уништена бидејќи нема јајце од рух. Ако е тоа се што ти треба, наскоро ќе бидеш среќна, ја одговори тој. Аладин ја протри лампата и му нареди на духот да му донесе јајце од рух. Но духот вресна и се затресе сета палата. Зар не сторив доволно за тебе? Се побуни духот. Сега бараш јајце од страшниот дух? Ова барање не потекнува од тебе, туку од злобниот брат на волшебникот. Тој е тука, преправен е во свештеничка. Го побара тоа надевајќи се дека рукот ќе те убие. Овој човек сака да те убие. Аладин и рече на принцезата дека го боли глава и ја замоли да ја прати свештеничката да го излечи. Кога му се приближи лажната свештеничка, тој ја извади камата и замавна. Принцезата беше престрашена, но Аладин и рече: таа не е свештеничка, тоа е злобниот брат на волшебникот, а потоа и објасни како ја измами. По оваа случка, Аладин и принцезата си живееја долг и среќен живот. Кога умре султанот, Аладин го наследи и заедно со принцезата успешно владееја многу години.